Во ова кратко видео упатство ќе ви прикажеме како да го користите веб системот за вашето електронско досие iKnow. Системот е достапен на веб страницата iKnow.uk, која што треба да ја отворите од некој прелистувач. При првата најава потребно е да кликнете на линкот Заборавена лозинка. Во овој дел потребно да ја внесете мејл адресата која што ја користевте на системот уписи при конкурирање на факултетот на кој што студирате. Во случајов користиме тестна адреса iknowtest4@gmail.com. Веднаш по клик на копчето Submit на вашата мејл адреса ќе добиете мејл од iKnow Account Manager за ресетирање на лозинката. Повторно ја внесувате адресата која што ја користевте за време на уписите и за прв пат си креирате ваша лозинка. Истата треба да ја повторите во делот Confirm Password. Кликате на копчето Reset. Со клик на линкот Click here to login веќе ќе може да се најавите со истата мејл адреса како што кажавме од уписите, во случајов iknowtest@gmail.com и лозинката која што само што ја креиравте. Ја добивате почетната страница на системот iKnow. Во табот Лични податоци ќе може да ги погледнете вашите лични информации, како на пример име, презиме, датум на раѓање, матичен број, државјанство, податоци за раѓањето, претходно образование, податоци за упис, односно во која квота студирате, на која насока сте запишани и така натаму и така натаму. При првата најава на системот треба да го отворите табот Запишани семестри. Во делов Запишани семестри можеби ќе ви биде внесен првиот семестар, односно зимски 2024-2025 година, како веќе запишан семестар. Но доколку е овака празно и пишува не се пронајдени записи, потребно е вие сами да го внесете семестарот со податоците кои што ви се веќе изгенерирани тука, односно доволно е само да кликнете на копчето Внеси. Со ова успешно се запиша првиот, односно зимски 24-25 семестар. Нареден чекор по запишување на семестар е да ги изберете предметите кои што ќе ги слушате во семестарот. Овој чекор и наредниот чекор за запишување на предмети ќе ви биде потребен при секое запишување на сите наредни летни и зимски семестри во текот на вашето студирање. Отвараме во табот Предмети, каде што моментално се гледа тековниот запишан семестар зимски 24-25, но не се запишани ниту еден од предметите. Потребно е во координација со вашата студиска програма, конкретно на ФИНКИ, на програмата Софтверско инженерство и информациски системи, да ги внесеме сите предмети кои што се предвидени во првиот семестар, сите од нив се задолжителни и ќе ги внесеме еден по еден, односно бизнес и менеджмент, вовед во компјутерските науки, математика 1, професионални вештини, спорт и здравје и структурно програмирање. Откако ќе ги внесете сите предмети, треба да кликнете на копчето Запиши предмети. Уверете се дека предметите се тие што треба да бидат и откако сте сигурни, кликнете на копчето Потврди упис. Со ова успешно го запишувате првиот семестар, добивате потврда и број на тикет со кој што е запишан семестарот. Вие како брутоши веќе имате извршено уплата и подмирени ви се сите обврски за студирање во првиот семестар. Меѓутоа во иднина, при запишување на сите наредни семестри, во овој дел тука ќе ви биде дадена детална финансиска пресметка на сите трошоци кои што треба да ги подмирите за новиот семестар. Конкретно, ќе ви биде дадено која е сумата за семестарот, која што ќе варира во зависност од тоа дали студирате во државна или квота со кофинансирање. Потоа ќе ви бидат дадени трошоци кои што треба да ги подмирите кон факултетот и универзитетот, како на пример на ФИНКИ материјални трошоци од 750 денари и трошок за информатички, културни и спортски активности 750 денари кон универзитетот, како и такса за електронско запишување и заверување на семестарот од 100 денари на ФИНКИ.
На целиот износ се пресметува и банкарска провизија и се представува вкупниот износ кој што треба да го платите. Во иднина тука ќе ви биде достапно копче црвено кое што ќе пишува плати онлайн и при клик на истото копче ќе бидете редиректирани на панелот за електронско плаќање SeaPay, каде што со вашата дебитна или кредитна картичка ќе можете комплетно електронски да ги платите сите трошоци за запишување и заверување на нов семестар.